Дел од кадарот на стручното Коле Неделковски ги потенцираше придобивките и значењето на енергетската ефикасност и искористување на обновливите извори на енергија. Училишната зграда наскоро ќе добие термофасада. Градежните работи, кои се во завршна фаза, се реализираат веќе извесен период. Според директорот на училиштето Боро Ристовски, е важно младите уште од рана возраст да бидат добро информирани за бенефитите од енергетската ефикасност. Да посочат и да дадат насоки што се треба да сторат понатаму младите популации, средните, повозрастните во рамките на енергетската ефикасност. Во сите полиња, во областа на обновлива енергија во однос на сончевата енергија, ветерната енергија, топлотната енергија, топлината на земјата се користи и така, значи во различни области. Деталите ќе ги проследите, ќе ги видите. Трибината која денеска содржа во салата на општина Велес е во рамки на проектот Енерджинет. Носител на проектот од македонска страна е токму локалната самоуправа, а истиот се реализира и во Прилеп и 3 грчки општини. Оваа недела е посветена токму на значењето на енергетската ефикасност. Денес во рамки на проектот Енерджинет, во рамките на неделата на енергетска ефикасност на Европската унија, го организираме вториот настан, односно трибина со која сакаме да подигнеме свеста кај локалните функционери за полезностите од енергетската ефикасност и исто така кај младите луѓе од општина Велес да научат нешто повеќе за енергетската ефикасност и за мерките кои ги спроведуваме во областа на енергетската ефикасност во јавните згради во општина Велес. Проектот Енерджинет предвидува поставување на термофасади на сите објекти на детската градинка, а работите се веќе отпочнати на еден од објектите. Надлежните очекуваат дека во иднина успешно ќе се влијае на подобрување на енергетската ефикасност на сите јавни објекти во градот. Седумдесетина лица со умерена и длабока ментална попреченост се дел од процесот на деинституционализација во Македонија. Овие лица наместо во институции од затворен карактер се сместуваат во мали стамбени единици кои функционираат како семејство. Проектот го реализира Министерството за труд и социјала во соработка со граѓанскиот сектор. За овие намени Министерството за труд и социјална политика на годишно ниво издвојува вкупно 16 милиони и 500 илјади денари со кои што го финансираме процесот на деинституционализација. Процесот на деинституционализација во Македонија го спроведува невладината порака од Неготино. Функционираат вкупно 16 заедници кои се сместени во 8 куќи и 1 стан. 76 корисници кои порано живеат долги години во институции, сега се дел од процесот и живеат во куќи и станови како и сите други, значи како и сите ние кои што живееме во заедници. Работата на стамбените единици во кои престојуваат лица со ментална попреченост ја помагаат и локалните власти. Во текот на летниот период тие треба да отидат на летување во Љубаниште и ние како општина чувствуваме потреба да им обезбедиме барем превоз. Наскоро Министерството за труд и социјала ќе објави оглас за отворање на уште една стамбена единица. Се предвидува во следните 4 години двојно да се зголеми бројот на луѓе кои ќе престојуваат во вакви семејни заедници. Градоначалникот и советниците од владеачката партија во следниот период ќе почнат со теренски активности. Започнувајќи од понеделник ќе реализираат средби со граѓаните од сите урбани и местни заедници. Од партијата велат дека остануваат со намера да спроведуваат нови методи за континуиран контакт со граѓаните. Ќе им стојат на располагање за нив за било какви предлози, идеи, забелешки и критики. Целта на овие посети да се продолжи контактот со граѓаните, да се добијат директни и точни информации од теренот, да се разговара за проблемите и да се пронајдуваат решенија. Како партија на власт која има можност да ги застапува граѓаните, целосно сме посветени на исполнување на програмата и ветувањето со кои сме избрани на последните локални избори, но во исто време свесни сме за потребата од континуирано проверување и подобрување на приоритетите и нивната реализација. Како во минатото, така и во иднина, вели градоначалникот Чадиев, потребите и идеите за решавање на сите проблеми на Велешани, кажани токму од нив, се насоката по која што ќе се работи и во иднина. Уредувањето на голем број улици, изградба на двата кружни тека, паркинзи, подигнување на нови зелени површини. Ова, вели Чадиев, се само дел од успешно реализираните проекти досега, кои биле иницирани од граѓаните. За мене и за моите соработници, и ова лето ќе биде активен период за работа, имајќи ги во предвид интересите
пред се на нашите сограѓани. Реалните потреби, предизвици и проблеми, набелешани, кажани токму од нив, се најреалната насока по која што работи тимот кој јас го застапувам. Уште од самиот почеток на раководењето на локалната самоуправа, пред повеќе од 3 години, наметнавме близок и непосреден контакт со нашите сограѓани. При тоа, со овој начин на работење, решивме многу проблеми и излеговме во пресред на голем број жители од разните делови на градот, меѓутоа и од населените места. Првата средба е закажана за во понеделник со представниците на урбаните заедници Славе Петков и Трајче Панов. Не престанува голготата за вработените во Колска, обвини општинската организација на СДСМ. Од партијата велат дека освен неисплатените плати, дополнителен проблем за работниците е немањето здравствено осигурување. Од СДСМ велат дека недозволиво е раководството 2 месеца поред да исплаќа по половина плата. Лошата состојба во која што се наоѓа оваа единствена фирма во државата овластена за работа со шински возила е последица на неспособното управување на кадрите на ВМРО ДПМН. Како и на кој начин директорот на Колска Борис Алшев платил придонеси за пензиско и здравствено осигурување на работниците или пак можеби платил придонеси на половина плата? Врз основа на која регулатива законска Алшев исплаќа половина плати за 2 последователни месеца? Ова поигрување со судбината на работниците кои што често си го заработуваат левот е недозволиво. На обвинувањата на СДСМ реагираше раководството на фабриката за шински возила. Во писмената реакција пишуваат дека менаџментот веќе подолг временски период прави напори за суштинско решавање на проблемот. Работиме согласно законската регислатива во Република Македонија, транспарентно, а во моментов работниот процес е со зголемен интензитет, со цел исполнување на условите од договорот со Македонски железници транспорт, додаваат во реакцијата. Веќе подпишаниот договор за 75 товарни вагони повеќе од 1/3 е исполнет, односно 28 вагони веќе се пуштени во сообраќај. Работниците во вторникот го добија првиот дел од платата за месец април. Тоа значи покриени се придонесите. Во моментов менаџерскиот тим на Колска работи на изготвување на нов договор со Македонски железници транспорт за поправка на неколку патнички вагони. Со овој договор се решаваат за останатите плати и придонеси до крајот на годината, а исплатата на истите ќе се одвива според предвидената динамика на исплаќање на Македонски железници транспорт, се вели во писмената реакција од фабриката Колска. Од тука додаваат дека интензивно се водат преговори за припојување на фабриката кон Македонски железници. Со ова ќе престанат и проблемите со кои подолг период се соочува единствената фабрика за шински возила во државата.